Семејното насилство е тема на која што треба се повеќе да се разговара и дебатира, со цел граѓаните доколку се најдат во некоја таква ситуација да знаат кога е соодветно време да побараат помош од надлежните институции. Според искуството во 2020 година, статистиките на надлежните институции покажуваат дека за жал се зголемило семејното насилство дури и за време на пандемијата од коронавирусот. Затоа кога е соодветно време граѓаните да побараат помош, во живо разговарам со адвокатот Изабела Димковска. Изабела, добар ден. На почетокот би сакала да споделиме информации со јавноста. Кога е вистинскиот момент всушност и според вашето искуство во 2020 година? Дали колку често граѓаните се обиделе да ја обелоденат вистината кои што биле жртви на семејно насилство по судски пат? Да, во 2020 година, во изминатата година, се јавува еден растечки тренд на бројот на лица кои што се како жртви на семејно насилство, кои што бараат правна помош. Од еден аспект е тоа позитивно, бидејќи конечно голем дел од лицата се охрабруваат, без разлика на полот, бидејќи како се јавуваат жени жртви на семејно насилство, така се почесто и почесто се јавуваат денес и мажи жртви на семејно насилство, така што овие лица конечно собираат храброст да ги превземат потребните правни действија, да се заштитат себе си, па дури и останатите членови на семејството. Сето ова се јавува како резултат на потенцирање на проблемите во семејството поради новонастанатата ситуација со коронавирусот, актуелна во изминатата и оваа година, така што доаѓа до неминовен конфликт поради една посебна психичка состојба во која што се наоѓаат членовите во семејството. Така, Изабела, кога е всушност соодветно време да се побара правна помош? Соодветно време е да се побара веднаш. Потребно е веднаш да се консултира адвокат, потребно е веднаш да се побара правна помош. Секое чекање, секое одолговлекување на жртвата семејно насилство е само начин на нејзина штета. Се става себе си во ризик, се става во ризик и останатите членови на семејството, така што вистинското време е веднаш. Значи не треба да се чека и при најмал сигнал и при најмала појава на семејно насилство, потребно е да се побара правна помош, со што адвокатот ќе знае да ги превземе сите потребни правни действија за да обезбеди максимална заштита на лицето. Изабела, ви благодарам за споделените информации. Ви благодарам и на вас.